Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат во врска со обидот за воен удар во Турција и одговорот на турските власти против оние за кои мислат дека стојат зад него. Според повеќето странски аналитичари, пучот бил извршен од офицери од разни средини во земјата. Меѓутоа, турската влада за пучот го обвини таинственото исламистичко движење на Фетула Ѓулен. Неговите припадници се ловат низ целиот свет. Во чистката што председателот Реджеп Тајип Ердоган ја покрена против оваа група и незините симпатизери се офатени над 100.000 луѓе. Само со еден декрет во изминативе денови од работа се отпуштени 50.000 луѓе од јавната администрација. Војници, новинари, академци, пилоти и бизнисмени. Чистката веќе наликува на лов на вештерки и тоа многу поголем од она на американскиот сенатор Џон Мекартни, кога бркаше осомничени комунисти во 50-тите години од минатиот век во Соединетите држави. Меѓу последните жртви е еден поп-пејач затоа што објавил колумна во ѓуленистички вести, како и еден балетан затоа што ја продал куќата преку банка поврзана со Ѓулен. Властите затворија илјадници училишта, фирми и организации. Според некои наводи, државата конфискувала имот на ѓуленистите во вредност од 4 милиарди долари. Подемот на Чематот има корени во долгата битка меѓу официјалниот секуларизам, етаблиран од Кемал Ататурк и исламот. Имамот кој го формира движењето, Фетула Ѓулен, е роден во 1941 година во источна Турција. Во 70-тите години сиромашните студенти беа пасионирани следбеници на неговите проповеди. Неговите побогати придружници воспоставија мрежа на хуманитарни организации, медиуми и школи, чии ученици се инволвираа во сите сегменти на турската влада и бизнис. Во 1999 година, откако армијата го отстрани тогашниот исламистички премиер, Ѓулен ја напушти земјата. Веднаш потоа беше осуден за подривање на секуларизмот во Турција. На една видеоснимка тој бара од следбениците да преземат контролата врз државата. Мора да се движите низ артериите на системот без никој да забележи дека постоите. Вие мора да чекате се додека немате целата моќ во државата, вели тој на снимката. Изборната победа на партијата на правдата и развојот на Ердоган во 2002 година го отвори патот за рехабилитација на Ѓулен. Но сега, безбедно укотвен во селски имот во Пенсилванија, тој почна да проповеда умерен исламизам, меѓуверски диалог и научни вредности. Учители и доброволци се распростнани светот со што го отворија патот за турските бизнисмени и дипломати. Под Ердоган, симпатизерите на Ѓулен дојдоа на местата на секуларистите, со што се создаде, како што сега се нарекува, паралелна држава во Турција. И тогаш тие почнаа да ги ловат своите опоненти во војската. Во едно интервју, екс-командантот на турската војска Илкер Башбук изјави дека го предупредил Ердоган за Чематот. Ердоган се сврте против Ѓулен по аферата за голема корупција од членови во неговата влада и семејство. За аферата Ердоган го обвини Ѓулен и оттогаш сите владини грешки почна да му ги припишува нему. По пучот во јули, ова движење се споредува со чума, која треба да биде целосно искоренета. Паранојата се шири во светот. Во Холандија училиштата поврзани со Ѓулен ангажираат чувари по заканите против оние што ги посетуваат. Бугарија протера во Турција еден наводен финансиер на Ѓулен. Турската новинска агенција Анадолија објавува списоци на луѓе кои би можело да бидат поврзани со Чематот. Секуларните турци не ги сакаат ѓуленистите, бидејќи беа прогонувани од нив. Тие ги поддржуваат најновите чистки. Но како што почна и чистките против оние што не се ѓуленисти, луѓето почнаа да страхуваат дека владата ќе почне да се врти против сите нејзини противници. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Името е единствената причина поради која весникот Заман, кој излегува во Македонија, се нашол на списокот организации и училишта за кои турската влада бара нивно затворање поради врски со Фетула Ѓулен, велат од овој вестник. Истото го наведуваат и другите на списокот, додавајќи дека со ѓуленистите немале никакви врски. Нашето финансирање е чисто. Парите ги добиваме од претплата, продажба и реклами. Со овие зборови не пречекаа во неделникот Заман.
Едно од имињата што беше наведено од турската државна агенција Анадолија дека се поврзува со движењето на свештеникот Фетула Ѓулен во Македонија. Македонското издание на Заман излегува од 1994 година, еднаш неделно на турски јазик и еднаш месечно на албански. Заменикот главен и одговорен уредник Ахмет Османи вели дека тие немаат финансиска ниту уредувачка врска со Заман од Турција, кој изгасна неодамна откако претходно беше преземен од Ердоган и дека името е единствената причина поради која се нашле на списокот. Сега ние додека работиме со Уставот и регулативите на Република Македонија, јас верувам дека не треба да сме уплашени, зашто не правиме новинарството не crime. Што македонски? Значи, не правиме ништо лошо, нели? Ние пишуваме, значи нашиот ако имаме ние, да кажеме, ако имаме оружјето ние пенкалото, нели? И компјутерот, да кажеме, значи ние пишуваме, само не правиме ништо друго. На прашањето каква е уредувачката политика на Заман Македонија, Османи вели: не можеме да премолчиме за недемократските чекори на Ердоган, споменувајќи ги тука притисокот и апсењата на новинари и наставници. Вредни ни се мислењата на Ѓулен, но во весникот даваме место за сите различни мислења, додава тој. И во Заман и во училиштето Јахја Кемал, кој исто така беше споменато од агенцијата Анадолија како поврзано со Ѓулен, вело дека никој од македонските државни органи не ги контактирал, за да им посочи дека и за нив може да бидат поведени постапки во Македонија. Имате ли некаква конекција со движењето Фетула? Никаква конекција. Не е ни основачи, не се ни состојници, никогаш немале донација, ова е приватна македонска фирма, кај што се 700 состојници и автохтоно македонски бренд, Јахја Кемал коледжот. Таук се подсетува и дека новиот објект во Карпош бил, како што вели, плод на првото роуд шоу на поранешниот премиер Никола Груевски во Турција пред 9 години. Јахја Кемал во земјава функционира 20 години како средно училиште, а основното, вели Таук, следувало откако Груевски да сретнасол дел од собствениците. Немавме во план и градинка, но ја отворивме по препорака на Министерството за труд и социјала, а на отварањето беше и министерот, додава Таук. Анадолија покрај овие две компании ги наведи организацијата СЕДЕФ, туристичката агенција Башак, компанијата за транспорт Рейнбол, ланецот од маркети Евар, организацијата Сдружение на бизнисмени, фондацијата Шафак и Толеранс, како блиски до фондацијата Фето во Македонија. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.